речиси 15 дена не функционира мостот кој што ги поврзува железничката станица и трговскиот центар Изгейт. Со ова се направи огромна гужва во главниот град, затоа што овој мост беше буквално поврзување на овие два дела од градот. Мостот е затворен веќе 15 на дена поради пожар, односно пожар кој што избувнал под мостот од запалени некои работи од луѓе кои што биле под мостот, меѓутоа развил толку голема силина што успеал да оштети делови од мостот. Градот беше загрижен што се случува, градот е надлежен за овој мост и превентивно го затвори мостот за сообраќање и на возила и на пешаци. Веднаш почна и многу информации за тоа дали мостот ќе треба да се руши, дали воопшто може да се санира, колкава е штетата што е направена. Имаше и многу информации дека во Македонија не постојат стручни лица, ниту стручни служби кои што ќе можат релевантно да проценат и да направат некои анализи за тоа што се му е потребно на овој мост. Се шпекулираше и со времето. Некои велеа дека за 1 месец ќе може да биде готов и пуштен во потреба, а други велат дека ќе требаат години и многу илјади евра за да се санира. Што е вистината ќе се обидеме да откриеме со луѓе кои што се релевантни и кои што знаат што зборуваат. Еден од луѓето кој што е веќе ангажиран за да направи анализа на овој мост е и мојот соговорник господинот Михаил Гаревски, кој што е екс-директор на Институтот за земјотресно инженерство. Меѓутоа и имате фирма која што се бави токму со овие работи, односно со испитување на статика, на безбедност и така натака. Да. Која е вистината сега за овој мост? Многу спекулации. Само да ве поправам, практично ова е институт исто за сеизмички отпорни градби и климатски промени и тој е регистриран во Министерството за образование и наука, бидејќи за да имате институт морате да задоволите одредени услови. Се бара да бидат 20 доктори на науки во институтот, ние имаме 4 вработено. Така да биде сериозна работата, да се знае дека се стручни лица оние кои што говорат. Вие сте сега ангажирани и за овој мост. Велат дека некои велат дека се многу големи оштетувањата, некои велат дека не се во моментот, можеме да се придвижуваме во моментот овој мост е затворен и за пешачи и за возила. Вие во една од вашите изјави првично, кога видовте, велевте дека сепак ќе ги почекаме нели резултатите од сите истражувања, меѓутоа велевте дека можно и да не е толку страшно. Што се испитува сега? Што се може да биде проблем? Така. Најпрвин ја би почнал генерално за пожарите кај мостовите, но пред се ќе видиме и вака дека горната коловозна плоча на мостот воопшто не е оштетена, така да граѓаните можеби ќе добијат погрешна перцепција дека со мостот е све во ред и зашто е затворен. Понатака, низ разговорот ќе се симнеме подоле и ќе може да се види навистина дека... Да, може, доколку си има можност, Желче, да видиш дека единствено што се гледа е што оваа ограда е малку поцрната од огинот, и тамо се гледа на средината на распонот. Меѓутоа останатиот дел е во ред, како да е нечепна, дури и ова овде би можело да биде стопено, но не е, ова што го гледаме тука. Инаку би сакал да кажам дека мостот е континуирана греда. Има и еден спореден мост кој што не е предмет на анализата, бидејќи тој независен. Ова е мост со 3 отвора, од кои што двата се по 30 на метра и централниот распад е 54 метра. Конструкцијата ние ја викаме е со сандачасти пресеци. Тоа се еден вид баш како сандаци, 2 сандаца поврзани со горна плоча. Но покрај тоа, за да се постигне поголем распон и поелегантна конструкција и полесна конструкција, мостот е така наречена преднапрегната конструкција. На тој начин се постигаат поголеми распони. Тоа се оние сајли што ги велат, што се внатре во тие кутии. Тоа се внатрешни сајли. И тука е, но понатака ќе збориме долу кога ќе ги видиме. Тие не ќе може да се видат. Тука е најголемата дилема. Ако мостот не беше предната конструкција, многу брзо ќе можеше да се пушти во употреба. И велам, значи, понатака ќе видиме доле, малце ќе продискутираме за штетите и на граѓаните ќе биде јасно дека навистина во првиот момент ќе мора малку да биде
да бидете Затворен. трпеливи, да, па што е Да. сигурно е сигурно. Оно што сакам да ве прашам, не знам дали вие можете да ми одговорите, Да. дали вие како експерти и вашиот Така. институт, оно што на нас граѓаните ни е чудно како може од еден обичен пожар, од неколку вреки ѓубре или нешто што се Така. ногеле под мостот, да се доведе во прашање целиот мост, дури имаше муабети дека можеби ќе треба да се урне, дека нема да може да Така, се санира. така. Како е возможно еден пожар да направи таква штета на мост? Значи вака, видите, во светот се случуваат пожари и можеби највеќе во Соединетите Американски држави исто така има доста пожари и во Кина. И најчесто челисните конструкции, мостовите изградени од челис, или имаат големи деформации, или дури се рушат. Овде е среќа што бетонот е многу добар изолациони материјал и отпорен на температура и токму поради тоа најчесто овие мостови одат со некоја минимална санација или некој така среден зафат, има и рушење, но многу мал број. Инаку што е важно да се каже, дека ниту еден пропис, ниту во Америка, па ниту и во новите европски прописи, мостовите не се проектираат да бидат заштитени од пожари, а се проектираат на дејство од земјотреси, а е пак заклучено дека 3 пати повеќе мостовите се рушат од пожари отколку од земјотреси, што можеби сега има некои дискусии веќе дека можеби ќе треба. Ова малку ме плаши затоа што не само кај нас, секаде во сметот, поготово под оние големи мостови има бездомници, имаме луѓе кои што не се грижат, пожар е многу лесно да настане. Еве, токму тоа се случило, но да кажам што е, да кажам малку подобро. Скоро генерално, практично, скоро можеби и ваков тип на пожар, ако се утврди, ако овие пожарникарите известат дека навистина е од некој алишта дојдено до пожарот, тога скоро да многу малку такви случаи имаме во светот. Најчесто е од судар на некои големи цистерни кои што носат што се запали во по измилот, 30.000 литри, 40.000 бензин, кога ќе се судрат, доаѓа до пожар и тие пожари ги викаат хидрокарбонски пожари, тие се многу опасни, бидејќи за многу кратко време, огромна температура, за 2-3 минути, максимум до 10 се развија 1000 степени, може и повеќе, и ако пожарот трае 3 сата, и таа температура е константна. Има друга пожарна крива по однос на температурата и време траењето, и таа најчесто се користи за нехидрогенски пожари. Таа е поповолна крива, односно се предпоставува дека не е до толку јака пикот на температурата. Од 1000 степени ќе настане негде после 10 минути, а тоа е важно, и трае и таму негде 1000 степени трае може уште 20 на минути, нам полека интензитетот се намалува. Така да овде повеќе личи дека пожарот не е хидрокарбонски, бидејќи немаме нафта, изливање и сите тие работи, но иако мене тоа не ми е специјално, ќе видиме и доле, најверојатно пожарот изгледа почнал од дали имало некој кревет или кебине или не знам што, а доле ќе видиме повторно се главниот вод на цевките за парно за другата страна. Тие се изолирани, не можам да навлегувам, изгледа, не сакам да навлегувам. Значи, тие што се запалени, што ја развиле температурата. Практично тие направиле мостот да биде оштетен. Значи, пожарот кој што е почнат најверојатно од алиштата кои што биле запалени, пламенот бил голем, ги ја доправи изолацијата на двете цевки што има таму. Се предпоставува дека е од полиуретан таа изолација и таа се запалила, и таа е главниот кривец, и ќе видиме исто така подолу, бидејќи цевките се негде на 60 на сантиметри под главната, баш под оваа плоча, коловозна плоча, тука се и најголемите штети
што може да се Настаното. видат од доле. Значи, на овие две бочни страни скоро и да нема никаков пожар. Но, токму Овде, овде, во кај овој што дел. газиме, ќе видиме доле, токму овде има отпаѓање на защитниот слој на бетонот од арматурата. И ние да утврдиме дека овој дел на сандеч частиот носач и овој дел дека се потполно добри, не смееме да дозволиме движење Бидејќи е некаде по по ова, средина, така. затоа што едноставно може да се случи, бидејќи оштетена е плочата, некој потешко возило да направи едноставна дупка и понатака, поне да кажам и вие новинарите, ќе речете дека подобро да мостот сме ќе се безбедни и да ќе сме се сигурни, сруши. отколку да брзаме така. А понатамо можеме да се сиднеме Може, доле да видиме и ќе како. зборуваме малце за експертизата, односно за методологијата која што треба да се примени во инспекцијата за да се дојде до констатација дали мостот може одма или брзо да се пушти ќе биде во отвора потребно или време. ќе треба некој време, некој Така, ќе потребно имаме тука време. прашање околу експертизата, Да, бидејќи и тука апсолутно тоа имаше. ќе го објасниме Така, така. додатно. Може би од овде е почнат пожарот, али у секој случај не верувам дека од таму навака идел. Али и така сум сигурен. Така мислам. Е сега. Јас како што можам да забележам, овде има еден куп на стари работи кои што се исто опожарени. Прашање е сега тоа противпожарните експерти ќе си кажат од каде е започнат ние не пожарот. сме експерти за Така, тоа. така, меѓутоа еве изгледа може ова да го прикажеме дека овде има еден куп. Овде е како собичка, како внатрешен, Да, некој да, дел да. веројатно го бил користен од бездомниците Да. за да се засолнуваат кога има временски неприлики, а овде има гледам и некои греди, дрва, веројатно ги користеле Да, за загревање, да. но она што е симптоматично и што овде доколку се погледне, значи и овде е опожарено нешто. И сега прашање од каде на каде се ширел. Тоа можам убаво да го објаснам. Так. Значи, прво сакам да напомнам кои манифестации се јавуваат ке бетонот. Еве ќе идеме малце понатаму овде Ова не се- се толку. ова се овие- После ќе ги ова дискутираме изолација. тие. Ова е сега што значи најтипичната манифестација кога има висока температура која се манифестира на бетонот е така наречени не може баш најадекватно збор да се најде на македонски. Одронување. Баш така. Они го викаат спалинг. Значи тоа е одронување од бетонот. На бетонот од конструкцијата како резултат на висока температура од пожарот. Е сега, овој спалинг има, да речеме, 3 категории. Овдека многу веројатно е настаната така наречен експлозивен спалинг. Бетонот има соодветна влажност, при голема температура доаѓа до притисок од внатрешната на дел од внатрешната страна на бетонот и поради големата температура практично бетонот како експлозив излага од конструкцијата со голем звук, со голема брзина како шрапнел, дури може да се слушне еден вид како експлозија. Така. И ова е најтипичен, сигурно било, а ова доле што го гледаме, тоа е отпаѓање на практично на овој горен дел на бетонот. А, така. Ова не е убаво, понатака ќе видиме на оној централниот распон, овој дел е највеќе зафатен со тој експлозивен спалинг, но тоа е само откривање, негде не е ни оваа обичната арматура Да не е видливо вака на голо око, да. него само заштитниот слој ќе видиме ние веќе почнаме да мериме е можеби 1 сантим можеби у оваа површина отпаднат. Тоа не е страшно. Понатака ќе ги дискутираме што може да биде, да кажем, опасно. Овде е отпаѓање на арматура. Тоа е ребраста арматура и ова е повторно експлозивен спалдинг кој што ја
откачил ова заштитен бетон од арматурата. Значи практично пожарот и опожарениот дел од мостот е всушност само помеѓу двата сандука и највеќе оваа горна плоча, доле уште побаво ќе се види, ја гледате, значи тука доста до поголема експлозија Ова е оној средишен дел што ми го покажувавте горе. дека е горе. Да. Тука е дојдено, видите, до тотално откривање на арматурата за оваа плоча. Затоа велам и седа ова другото функционира. Не смееме да речеме може да се пушти во сообраќај, дека многу лесно, пошто сега имаме многу потенок слој на плоча, овде е една арматура која што сепак треба да се испита. Ова не била видлива, овие жици не биле видливи претходно, значи видливи се после пожарот. На 4 сантиметра ова на бетон, тоа е све од ова и овој овде бетон. Така, и овде што го гледаме, ова е све што е отпаднато од одгоре. Кога сме веќе за методологијата и давање на експертизи. Значи има две работи. Првата работа е визуелно, како сега ова што го ние нормално ќе дојде до мапирање, до исцртување на која оддалеченост е настанат спалник, дали естетски визуелно не е ни важно, ќе биде ли безбедно. Да ја опишам само процедурата што треба да се постапи за да се добие коректна експертиза. Значи се отпочна со локација на овие спалдези, значи односно манифестација на бетонот, негативна манифестација како пожарот. И се проценува колкава површина, колкава е дебелината на отпаѓањето на материјалот. Тоа е првата постапка. После се гледа дали има некои покатини кои што се предизвикани од пожар. После локацијата на манифестациите за бетонот се иде на недеструктивна метода за одредување на јакосна карактеристика, односно бетонот само носи на притисок, да се утврдат на лице место недеструктивна метода со помош на склерометар, кој што не е идеално претизен, но со доволна точност може да се оцени дали дошло до намалување на карактеристиките носиви на притисок на бетонот. Има меканиз кој да го прави тоа? Ја веќе дел го направив, тоа не е некоја сложена процедура, тоа е стандардна процедура и тоа е еден многу добар показател дали бетонот имал голема температура и дали понатака внатре на некој начин неговите носиви карактеристики се губат. Така да, јас не сакам ништо да кажам овдека ние директно првични тие, не се веќе со записни, него чисто да видиме овдека е така визуелно, да, некои работи се гледаат на прв поглед. Не, дојдовме ние со склерометар. Само не сакам да ги кажам сега резултатите така, какви се. не бидат конечни. Не сакам, не, ги знам, нема потреба. Значи, земавме со склерометар. Значи, тоа е првата постапка што мора да се направи. И тоа на сите места. Ќе се компарира, да речеме, напрегањето. На неколку локации, така. Ќе има може на стотина локации. Така. Ќе се компарира на ова место и симетрично на другата страна кај што нема пожар. Да и ќе се компарира напрегањето на бетон таму и овде. Тоа е, значи, број еден што треба да се направи. Втората работа, што обавезно треба да се направи, само треба да се види каде ќе се земат, многу е опасно да не се оштетат кабелите или слично. Ние ги имаме, ги добивме главните проекти, меѓу другото во екипата на експертизата и е еден од главните проектанти Блаже, кој што човекот кој што го направил овој мост. Да, кој што го проектираше заедно со еден колега од Белград. Тој најдобро би знаел како е, да. Ние веќе ги гледавме проектите и сакам да кажам не само што е проектант, него практично има учествувал во целата изградба на мостот. Овде прво се прави скеле, се бетон. Значи го проектирал и учествувал во изградбата во бетон, мислам дека беше. Знае од бетон, ги знае сите детали. Значи, вториот дел од инспекцијата е зимање на кернови во одредени критични точки
каде што се предпоставува дека дошло до најголемо оштетување на За да се бетонот. види дали се оштетени тие сајли. Не, се уште не. Се А, уште така. станува збор за бетонот. Да се Добро. види, се носи во лабораторија, повторно може да се пресмета напрегањето на притисокот, ќе се види дали изгубил карактеристики, од таму може да се процени колкава температура имало кој што го го загревало бетонот. Значи тоа е втората работа што мора да се направи, значи јакосни карактеристики на притисок, евентуално модул на еластичност и се препорачува во литературата, што можеби не е критично, овие две работи се многу важни за бетонот, да се направи петрографско испитување под микроскоп, тоа може да го направи цементара, ја разговара со директорот, рече нема проблем, Значи, ние имаат апаратурата, имаме имаат структурата, така. за микроскопско гледање дали има некои прснатини кои што се направени како резултат на Бидејќи имаше некои муавети дека ќе мора странски екипи да Јас ангажираме не во се странски слагам, лаборатории. јас не се слагам. Сега, они нека кажа дека треба, тие што сметаат така, нека кажа дека треба додатни испитувања, но ови се нема друг начин и нема друга опрема што треба. Поставката е таа, опремата е таа. Дури ние ќе користиме и ултразвук, кој што исто така не е наведен дека е потребен, но ние има можност да се гледаат прснатините или пукнатите, длабината и да се одреда со примена на ултразвук. Ние имаме таа опрема, ќе Ќе го користите направиме и за тоа. секој случај, така. Значи, втората работа од кога ќе се направи испитување на квалитетот на бетонот и опишани овие манифестации од бетонот, се предвидува анализа на арматурата. Прво се гледа арматурата која што не е преднапрегнета, него обичната арматура ребросна. Како Тоа е ова овде што случајот го видовме, овдека. да. Добро. Значи, што ќе се направи? Тоа е вториот корак од процедурата на визуелната инспекција. Се има пропишано, ќе се земат на најкритичните места, ќе се исече, тоа не е страшно, овде не е ни опасно да се исече арматурата со одредени димензии, и се носи во лабораторија да се види, менат јакосните карактеристики на челикот на затегнување. Секогаш челикот носи на затегнување, а бетонот не носи на затегнување, за да се подобри, за тоа некојаш правиме како што рековме, преднапрегање. Ова исто така ќе биде еден параметар кој што ќе ни каже Колку сме во проблем или не сме, така. до кава температура ќе видиме што се случило со јакосните карактеристики на оваа арматура. И сега се оди, тука е веќе малце потешко, се оди на главната работа, односно проценка на силите во каблите, кои што практично на некој начин го држат мостот, дали како резултат на температурата дошле едноставно до некој вид попушање, односно дали се намалиле силите. Тоа не е едноставно, реков, да се направи. Сметам дека за овој тип на пренапрегање дека нема можност као да се разголат и сите тие работи техника. Ние пред се задача ќе ни биде по аналитички пат да одредиме колкава температура во одредени би имала влијание. Не, да процениме колку они биле изложени на колкава. Тие се доста заштитени, многу повеќе од оваа обичната арматура во бетонот, и спрема овие манифестации сметаме дека не би требало да се оштетени, но тука е, велам, најголемата брига, и затоа ние ќе правиме, веќе почнавме да правиме математички модел на мостот, сега има и поубави техники. 2005 не е правен просторен модел на мостот, ние правиме, буквално ќе ги симулираме овие два сандачасти пресеци и по итеративен пат очекуваме да процениме дали е дојдено до релаксација на каблите. Ова видно кога ќе видиме, може да се каже дека не е, но сепак тоа не е поуздано. Сега за сега не можеме да видиме некои прснати. Има прснатини
каде што има отпаѓање на бетонот, не експлозивен спалник, али има негде, се прави и судирање на чекич, се удира да се види кој дел ќе отпадне, кога ќе почне да звучи убаво ударот дека бетонот е квалитетен. Значи, тие процедури за визуалната инспекција, нормално детално треба да се направат и реков после тоа иде ова моделирање на мостот, да се проценат каблите и дали после тоа, ова се колегите, значи можете и да Така веќе работат, значи, можете слободно, да, ние можете. не ќе ве снимааш тоа. Не, не смета. Ако да се види дека Да се се види работи, дека се дека не е работи. оставено тек така работата. Кој е најлошото сценарио, Уште господин Гарев? нешто за да се види Поведете. процедурата дека е таа, нема друга процедура. На крајот, од која ќе дојде да се одлучи дали треба санација, а да потенцирам на некој начин ја можам да класифицирам два типа на санација или едното да е санација, а другото да е зајакнување. Во моментот, значи, ќе видиме и доле, ќе го снимаме по-светло е, можда 60 до 70% е отпадната заштитниот слој по целата должина на оваа плоча. И исто така на растојание од 5 метра има попречни преднапрегнати затеги, ке нив полесно може да се дојде, не е толку сложено, тие Така. можда можат и да се разголат и сето тоа. Ова не представува зајакнување. Ова е обична санација и ако попречните затеги немаат изгубено сила, па и да имаат мала изгубено сила, тие не се критични за стабилноста на мостот, тогаш, а неминовно е и да нема никаква изгубена сила на попречните Така, затеги, неминовно е комплетно да се најде метод, а има методи, да се постави повторно овој заштитен слој и тогаш, ако при експертизата утврдиме дека другите кабли се во ред, мостот може да се пушти, но предходно е предвидено да направиме пробно товарење, тоа е стандардно кога се пуштуваат новите мостови, се е потребно тоа, се носат 6 камиони, 6 натоварени со товар околу 60 тона секој камион и се мери и некои угиби тука и со геодетски мерења да се види Како реагира? Прво се мери претходната состојба, сегашната вака Да, необтарован, па и да се види да. дали линарно работи сите тие работи. Да додавам уште тоа, на 2 години градот врши геодетска аускултација на мостот, направена е 2020. Ја им дал задача да ја направат таа аускултација и сега е повторно направена. Едина мана е што тогаш е правена на температура од 5 степени, сега е негде околу 13 степени и не може баш убаво да дојде до компарација на резултатите, бидејќи и на тие мали температурни разлики мостот се шири или се собира. Но, ако треба уште една ќе направиме на повисока температура, за да можеме во математичкиот модел да ги задаеме сите тие работи, да видиме како се движат силите во затегите. Значи, тоа е лесната варијанта. Колку би траела таа лесна варијанта? Сега тука стигнавме до една многу важна работа. Значи, практично, ако се успее да се најде некоја друга техника, без да се тргнат се инаку, моја препорака е во моментот сега и тука е најголемиот проблем, ако ги немаше овие цевки, ако требаше само ваква, тоа сигурно немаше да се случи. Ако ги немаше овие цевки, ние таа санација, ај пак да не брзам, за 2 месеца навистина можеше да се направи. Тука малце проблем со скелење, со сето тоа. Но, ако не можеме да интервенираме со санацијата без да ги вадиме цевките, тогаш све зависи од топлификација, кој ќе ги извади овие цевки. И многу важно, ја мислам дека сметам да ја ќе се консултирам со мојата екипа, дека мора да се извадат сите овие што се опожарени, не само од аспект на санацијата. Ние тамо немаме прав увид, ево можете да го снимате, значи, од двете страни, ова се вика, да кажам,
вертикално ребро на Така. сандачастиот пресек. Од таа страна и од тоа друг сандачаст пресек, тоа ребро, значи од оваа страна и од таа нема никаков ризик. Значи тамо нити каблите се зафатени, Така, нити не каблите се дошло до таму, да. Но овдека се наоѓаат негде овдека се наоѓаат овие кабли и оваа температура овдека сигурно нема влијание, пошто можам да видам, имаме и некои мерење, значи овдека каблите не се зафатени со внатрешните кабли на пред напрегање. Но на оној дел тамо има мало повторно одголување на бетонот и се гледа Токму на тоа место. на некои такви места и се гледа пак она обичната арматура. Така. Но нема разголување до каблите. Сега предлагам да се симнеме убав поглед можете Може, да направите може. до доле и отприлike она што е кажано тоа е тоа. Значи, дали добро разбирам, сите овие парчиња за Ова е гареш, ова е од овој материјал од од заштита цевките, така. цевки. Али А се ова се е- случува во средишниот дел, а сандаците што се лево и Еве десно ги, се што зафатени бе? само потоа од И температурата. среќа е што малку се, еве овој да речеме овдека, овој дел воопшто не е оштетен, а тоа е многу Да, многу оваа битна цевка е бре. повеќе изгорена од оваа, да. Еве овде има некоја манифестација која што повторно отпаѓање на бетонот има. Еве Така, ова така. тука манифестација. За Тоа е среќа тоа што ве загрижува. тоа највеќе ме загрижува, не отпаѓање. Ме загрижува дали температурата е пренесена Внатре до направила каблите. проблем, До така. каблите за Да. преднапрегање, само тоа ме загрижува. Но ќе видиме. Има тука некои манифестации, но Сабали се гледаше пубаво, овде ако гледаш, Анита, еве од овде ако дојдеш, посветло е, значи ова треба да го фатите. Значи по целата, практично 70% е отпаднат бетонот од плочата. А, да, овдека се Значи, гледа ама повеќе. цело е, и овдека е цел, и овде е само исчажавено е. Не се гледа толку, да, таму се гледа Од баш. овде, тие, и сега, еднеги, ова е таа, да ја имаше ова да се движи, ние можевме да пристапиме и да видиме визуелно како изгледа опожарувањето. Гледаш како се вие се шините за ова, како се извиткани и таму и таму. Значи, ова што се искривено овде, тоа се шини од оваа платформа? Од оваа платформа. Искривени се од пожарот. Од пожарот, од високата температура. И сега, повторно, велам, и плочата, како што реков, скоро по целата должина има отпаѓање на заштитната арматура, на заштитниот бетон, ама таа е обична арматура и тоа воопшто не е никаков проблем. А овие шини се челични, па вака се искривиле? да, Така. да, И да. како би пристапиле сега вие до таму? Сега, само ще би сакал да истакнам. Значи, главниот ризик се кај овие, ова не ја ни дискутирам скоро оваа плочава. Едино е колку била температурата у двата бочни вертикални зида Колку влијаела од на сандачниот сандачите. систем, така. Од овде, оддалеку, има некои манифестации, од другата страна има малце разголување пак на обичната арматура, но по најголемиот дел не може да се види манифестација како што е за А сега не плочата. можете ни платформата да ја користите? Ништо не можеме да И користиме. како ќе пристапите до тој Па дел? како ќе се пристапи? Или ќе мора да се, значи, сакам да кажам, дали мостот ќе треба на крајот експертизата да има поголеми зафати со додатно преднапрегање на двата сандачасти предсеци, двата сандачасти носачи. Говорите да се сепак да се засилат без разлика Не, тоа е најценното сценарио. зајакнување, тоа е најлошото сценарио, што се уште од оваа визуелна преглед сметам дека не би требало да е попуштено и аналитичките методи ќе покажат, но и да се заклучи дека и двата сандачасти носача се стабилни и дека може да се користат за сообраќај, сепак мостот не може да се пушти токму поради средниот коловоз. Што значи и без дури да се чека, ако се сака побрзо се да се заврши, особено тоа што октомври ќе дојде и треба овие цевки кои што носат вода за парно работат. грејење да работат,
Значи, независно од експертизата, дали ќе треба само оваа горна плоча да се прави, или ќе треба поголем зафат да се додатно преднапрегаат овие два главни сандачни носачи, независно од тоа мораш, тоа е можно побрзо, ако треба тендер да се распише за санација на оваа плоча, а ние меѓувреме ќе процениме дали дали има потреба за попречните затеги. Така. Попречните, Да не се губи време, да. Дали има потреба да се додатно стави уште по некоја затега или слично. Поголем е спрема мене ризикот овие затеги да изгубиле некоја носивост, но тие се преднапрегање на некој краток дел од плочата, иако и тие затеги прават еден интегритет на целиот овој пресек со два сандака, значи мора да се отпусне. Најверојатно ќе треба или некоја скела, или во моментот не можам да размислувам, ако се Мора да најдете начин да стигнете до таму. Пред се не ќе може да се направи санација без да се извадат цевкиве. Или ако може, што не верувам дека може по некое елегантно решение да не се вадат цевките, ама ние па нема да можеме да направиме идеална инспекција на овие бочните, а тој дел се гледа дека е повеќе страдал. Требаше да разговараме дали има тоа ЈПДП, како го викаат, има некој возила кој што може со вагонетката да се симне под мостот. Да ве симнат од оваа страна, да. Само тоа. Инаку, можеби, ако постои начин... Или да се сменат комплетно овие шини, па да се стави во функција оваа платформа, па на тој начин да пристигне. Баш така, тогаш ќе се стави во функција, тогаш ќе биде поедноставно, можеби и за торкретирање, дека наједноставно решение можеби за враќање во првобитна состојба на плочата е со торкретирање. Дали некој торкрет машина ќе се носи по оваа платформа, али за тоа им треба пристап со платформа, или сега кога ќе се намали нивото на Вардар, да се некако влезе близу и да се тоа торкретирање иде релативно многу брзо, да не кажам, ај сега обично све за тие термини секој се фаќа, но можеби, ајде да кажам за 20 дена кој е се организирано, може да се торкретира целата плоча. Да, меѓутоа припремите се тоа што ја одложува целата работа. Но, по се изгледа, како и да е, дали за нашата визуелна инспекција на овој централен распоред, каде што очито пожарот бил најинтензивен спрема отпаѓање од плочата, дали заради санација излага дека цевките до онаму каде што се изгорени, каде што е оштетено, мора да се извадат. Так. И заради инспекција, и за тоа сигурно не е така едноставно. Вие сега не можете ни комплетната работа да си ја завршите вашата, поради овие цевки зависите од нив. Од кога ќе се останат цевките? Колку време би ви требало за комплетно да ги завршите анализа? Од кога ќе се останат, ние значи веќе работиме. Овој дел таму каде што можете, така. Овој дел можеме точно дијагноза да видиме што е со бетонот, што е со помошната арматура, да процениме дали во каблите е дојдено до губење на и ќе добиете една слика што би требало да очекувате, да. Исто така, ќе ги контролираме лежиштата. Лежиштата на мостот, ондека се изложени, но тие не ми делуваат страшни и лесно може да се сменат. Има таму лежишта на двата сандака, испод двете ребра, ќе ги контролираме лежиштата таму, ќе ги контролираме лежиштата тука со склерометри на секој можда 2 метра, на 5 метра ќе контролираме носивост на бетон во одредени. Имаме ние тука работа на одредени места, како што рековме, ќе вадиме кернови и овој дел паралелно ќе го пишуваме извештајот и сите тие работи, кои го правиме и тоа. Ако меѓувреме, ова не можам да проценам за колку време ќе можат ова да го направат. Повторно и нивке им треба, пошто платформата не работи. И они ќе немаат како да ги отстранат. Да, тука се прави проблемот. Во моментот тука е најголемиот проблем за мостот. Независно, не велам да се брзи и да се рече, да, овие два главни носача се во ред, но треба што е можно побрзо да се
овој дел кој што е јасно Тоа што дека може тоа- да се заврши, да почне да се заврши, па да видиме каде сме после тоа и паралелно да одат работите, за да не трпи ни градот, ни граѓаните. Ви благодарам многу за гостувањето во овој интервју на Скен. Се надевам дека сега работите се малку појасни. Ние луѓето сме сепак нетрпеливи и сакаме да си го олесниме животот, тоа што сообраќајната гужва поради тоа што овој мост не работи ни влијае и на секојдневните обврски, но тоа не треба да биде причина за да ги брзаме институциите и да ги брзаме експертите. Сепак ова е сериозна работа. Мостот треба добро да се испита за да се види дека е безбеден, подобро да бидеме безбедни него да жалиме како што велат старите. Исто така и да се види колку сето тоа ќе чини, како што гледате и повеќе институции ќе треба да бидат вклучени во санација на овој мост. Не е за брзање работата, но сепак не треба ни да се чека, односно треба да се работи. Тоа што може да се направи, да се направи. Тоа што не може, сепак да бидеме трпеливи и да почекаме.